Кина направила значајни пропусти на почетокот на пандемијата со COVID-19, покажуваат документи во кои ексклузивно имал увид CNN. Според документите, Кина на почетокот на пандемијата пријавила значително помал број на случаи со COVID-19 од реалниот. Податоците од 10 февруари покажуваат 5918 нови случаи повеќе од двојно бројот кој го пријави Кина. Таа поголема бројка не беше објавена во тоа време. Една од највпечатливите точки на податоците се однесуваат на бавност од почетокот на март и покажуваат просечно време меѓу појавата на симптомите до потврдената диагноза, која е 23 дена. Кина од друга страна одлучно ги бранеше своите постапки од избувнувањето на епидемијата. Во Белата книга, кинеската влада секогаш објавувала информации за епидемијата на навремен, отворен и транспарентен начин. Денес се навршува една година откако првиот познат пациент покажа симптоми на болеста во главниот град на провинцијата Хубеј, Вухан. Пандемијата со COVID-19 ќе трае најмалку уште 1,5 година, тврди председателот на Италијанскиот висок институт за здравство Силвио Брусаферо. За разлика од природните катастрофи, кои можат да бидат драматични, но краткотрајни, како што е земјотрес, пандемијата предизвикува долгорочен стрес. Здравствените системи работат на воспоставување стратегии кои ќе ни помогнат да се приспособиме на таквата ситуација, а некои од овие мерки веројатно ќе бидат трајни. Земјите од Европа и светот се уште водат голема битка со пандемијата. Турција од денеска воведе полициски час преку неделата и целосна блокада за време на викендов, откако смртните случаи од COVID-19 достигнаа рекордно ниво. Хрватска воведе построги правила за влез во земјата. Србија повторно се спрема за нови рестриктивни мерки. Трката за справување со вирусот сега е насочена и кон вакцините, при што најблиску до готов производ се две американски компании, Pfizer и Moderna, и британската AstraZeneca.